За жал сметам дека е тоа уште едно во низата лажни ветувања. Таква пруга ниту има каде да се направи, ниту има трасе, едноставно е ветување дадено од рака. Меѓутоа има едно многу друго интересно прашање. Пред 2 или 3 недели се извинувам, јавното претпријатие Железници инфраструктура подпишало договор за надзор за изведба на санација на одредени делници на пруга со италијанската компанија ИРД, која што е надзор на автопатите Бехтел Енка. Истата таа компанија за која што многу представници на ВМРО-ДПМН, вклучувајќи го и вице-премиерот Николовски, обвинуваа дека се криминални сделки склучени од претходната влада. Обвинуваа дека фирмата работела само во Македонија и Молдавија, а не во Италија, иако е италијанска. Обвинуваа дека и поставуваа сомнеш како тоа да еден од директорите одговорен за Македонија претходно бил вработен во Министерството за транспорт и врски. И сега после сите тие обвинувања, после повиците до ОЈО да ги истражи тие така наречени сделки сомнителни и така натаму, тие подпишуваат договор со истата компанија. Па има ли поголем доказ од тоа дека се што кажуваат е невистина и една лажна кампања? Како ја коментирате вчерашната изјава на председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски дека зад резолуцијата што ја предложивте се крие уривање на националните и државните позиции што биле вратени, како што речете, во изминатите 15 месеци? Националните интереси во време на владење на СДСМ никако не се урнати. Ниту пак гледам како сега се некако вратени. Но станува збор за потврдување на нашите црвени линии, потврдување на нашата заедничка позиција со национален консензус за прв пат. Значи не станува збор за уривање, туку за зајакнување. Ајде еднаш да сите заедно 120 пратеници, како што тоа го прават сите држави, вклучувајќи и Бугарија, кои што имаат сите пратеници заеднички декларации во собранието бугарско за нивните национални интереси, ајде тоа да го направиме ние, да е конечно јасно и сите да подпишеме што е тоа што е наш национален интерес, кои се нашите црвени линии и дека за тоа едноставно не преговараме. Токму тоа стои во нашата предлог резолуција. За јазикот, идентитетот, културата, историјата, ние не преговараме, тоа се нашите црвени линии. Понатаму поддршка за резолуцијата. Кога би влегла во? Еве да дебатираме на темата после изборите.